Големиот исток легат, значи најголемиот, еден од 5 во светот, каде што со такво топло срце и душа ни ги отвори портите на неговиот семеен дом. Тоа е привилегија за нас, привилегија за нашата емисија Вкусот на традицијата и токму сега, како што ви вети, ќе ни подготви едно интересно јадење. И, драги мои, морам да ви кажам дека за ова емисија имаме посебен режисер, посебен сценарист, а тоа е Ирена Легат, неговата сопруга, која што инволвирана, значи, и во декорација, и во сите ситници, внимава на сите детали, дури ни го донесова нане, рузмарин, се е тоа од нивната бавча, прекрасни цвеќиња, убав амбиент. И сега останува со нетрпение да видиме како и што ќе ни подготви Исток Легат. Добро, јас сам данас одлучил да направим вако едноставно јело. Ми имамо овде у Пиранском заливу, имамо ове прекрасне школке кои се зову Јакобове школке. Јакобове? Школке. Или школке Светога Јакоба. А зашто се викаат баш школки на Свети Јакоб? Јакоб, он е био апостол. И он е био братич од Језуса. И njega su mučili u Jeruzalemu i onda su ga ubili i onda su ga sa brotom vratili u Španiju i kad su došli do Španije, konj se oplašio i jahač i konj su pali u more. I srećom, čudesom su ih spasili, ali kad su njih dvojica povukli iz mora, onda je bio konj i taj jahač, sve su bili oblepljeni ovako sa školkama. I to se zgodio neki čudeš i od tada se to zove ove školjke Svetoga Jakoba. A mi ćemo danas pripremiti. Znači, ovие školki ги има токму овде во Јадранското море на територија на Порторош, Пиран. Да, и tu u Umaku ih ima isto puno. I во Умак, така. Tako, sad oni ovako izgledaju. Аха, можеме прво да кажеме за нашите гледачи во Македонија. Како, доколку најдат вакви школки, ние знаеме понекогаш нели да донесеме во Македонија такви школки, што се е потребно да се направат овие Јакобови капи? Значи, наједноставније овако, кад узмемо едну школку, рецимо ову, се стави то на жар, грил, само се стави соли, бибер, мало лимина и маслиново улје. To je najjednostavniji način. Dobro, ja ću sad to napraviti malo, dodat ću još nešto. Така, по твојот рецепт. Pošto imamo mi tu, evo sad je sezona za šparglice, pravo sad završava, pa ću napraviti te školjke sa šparglama, sa ovim čeri pomidorima i sa palentom, evo koji sam već prije skuva. Значи, како ја направи палентата? Ова е интересен, многу интересен рецепт. Морате да имате за подготовка на овие школки и палента. Една чаша палента и 4 чаши, 2 чаши вода и 2 чаши млеко. Со малку сол и маслиново масло. Сол, така, сол, бибер, вино, маслиново масло, малку макдонос, малку риблji sfond ovde. Малку путер. Tako da je. Значи тоа не можеме да кажеме колку, нели? Тоа е се од око. Према бројот на школките. Ствари nama treba to 3 osnovne stvari. Školjke, šparoge i pomidore. I onda imamo tu i bijelo vino, vrhunsko Malvazio. Ovo vino treba uvek da bude hladno. A radi čega, to ću vam reći na kraju. Готви големиот светски гастронома. Ние имаме чест да сме до него тука и да готви за нас. Браво! Значи сега ги чистите. Ето овако чистимо.
Ja ću međuvremeno još da upalim ovu tablicu, da se ovo zagrije. I malko brašno treba. Da se nam ne uhvati. Ovije školki se najkvalitetniji. Ovi školjki, za njih kaže da su oni kraljica od školjki, jer su najbolje. Boljih od ovih nema. Koliko je cijenata na ovije školki? Evo ovdje da se Sad kad idete vi u restoran, da vam daju 2 ovake školjki za predjelo, to vas košta negdje oko 12 eura. Nije jeftino, Da. ali dobre su pa se to isplati onda i isprobati. Sad ćemo dati malo maslinovog ulja. Ja ću sad napraviti malo više, pa ću za svakoga napravit ću 2 porcije, pa ću napraviti za svakoga po 6 školjki. Tako. Znači, сега ги препелкаме во брашно. Da, Сега не се става сол. sad ćemo sve to. Аха. Добро. Ove, znači, Italijani kažu kape sante, ne, svete kapice. To se može napraviti, bi rekli, na milijun načina, ne. Од инспирација на готвачот. I gratinirane i ovako i onako. Jedni napravi sa sirom, jedni sa prezicama. Neki napravi tako da ih i flambiraju. Pa možete sa jednim dobrim konjakom. Колку време се пржат? 2 minuta. 2 минути. To je jako brzo. Како убаво мириса. Da, ima lepi miris. Tako. Samo ću malo da opečem. Sad ću staviti tu. Onda ide ovako. To je jako brzo. Gotovo 2-3 puta se okrene. Така. Овие шпаруги, како што ги викате вие, доста често ги користите во словенската кујна? Često. Да. Oni su jako zdravi. Аха. Значи им се става путерче. И малку шери доматчиња. Povrće ne treba da bude prekuvano, treba da je ovako malo krcka. Да крцка. Da, ovaj šer je jako dobar i on je baš ovako sladak. To ima jedan proizvođač kod nas u Sloveniji i jako volim da s njim radim. Така, Onda ćemo malo temeljca da stavimo. Од риба е таа, така? Da. Sad ćemo mi malo ovo. Ovako da pobjerimo. Malo soli, Еве, повели. jer ovaj fond je već malo slan, samo malo. Да ви кажам, и јас имам трема кога на господинот Исток Легат му асистирам, затоа што е еден од 3 најстроги суди во светот. И сега имам трема пред него. Nije baš tako, ali znate šta je? Treba biti strog, onda treba i kazati ljudima kako se pravilno radi, treba ih, ona kažemo feedback, povratna informacija, da ljudi znaju šta su pogrešili, da ne bi sljedeći put išli u greške, da nešto nauče. Nije takmičenje samo da dobiš medalju, nego da dođeš do znanja.
Tako. Sad smo ovdje zagrijili tanjure. Aha. Tako, to su vrući. Znači imate i za Da. domašnji uslovi za topljenje na činijita, zato što činijata treba da je topla. Zato što Da? jako je bitno da je jelo vruće. Jer jelo ako je vruće, onda je ukusnije. Jer ako je hladno, onda nema pravi ukus. Сега stavate palenta. Da, ta palenta bijela. Jako fina palenta. I ovako, to lijepo složimo na palentu. Tako. Nije, običajno v Makedoniji ova bi go pržele, varele. A gledate всъщност која е и тајната на големите кулинари, дека не треба да биде толку многу испржено, да крцка, да остане што посвежо. Какви бои! Прекрасно нешто, прекрасно. Ono što sam rekao prije, možeš napraviti jelo i za 2 minuta. Така. Да, а да биде екстра, значи. Ne, tako. Така. Još malo sosa ćemo staviti. Чудесија како ова изгледа, едва чекам да го пробам. Dobro. Možemo još, ako hoćemo još malo peršila. А, така малку мактонос. Tako. I 2 cvjetića od tikvica za dekoraciju. Леле, браво. Вау, како ова изгледа. To bi bilo to. Браво, 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 да те прегрнам. Значи ти си срце наше, срце наше. Сега одиме на трпезата да го пробаме ова. А може да те прашам, како се правилата, да кажем, ако работиш во ресторан, нели? И кога треба ова јадење да пристигне во кујната. Од шефот до гостинот. Келнерот за колку време треба да го донесе? Za 20 minuta. За 20 минути? Da. Како за 20 минути? Treba da bude jelo gotovo sve. Не, ама од кујната да го донесе до A гостинот. to treba za 2 minuta. За 2 минути. Ете така. Ете, тоа е многу важно и сакав и послужувачите и другите да го слушнат, и шефовите на кујни, за да се знае за тоа правило. Во ред. Sad sam rekao ono što sam rekao na početku. Така, Vino treba da bude hladno kad se radi jelo, ne? така. Sad, ima 2 načina. Да, Da vino staviš u jelo да. ili da ga popiješ. Ова беше изненадување.
Zato sam rekao da treba da bude hladno. Да, и ја мислев дека нешто е поврзано со вкусот на јадењето. Možemo da ga stavimo unutra, može da ga ne stavimo. А може да не го ставиме, да го испиеме на здравје. Nećete sami, Не. nećete sami. Ете, тоа е нашиот продуцент, режисер, кој што се погрижи Живе на сето ова да го аранжира на здравје. Тоа е нашата Ирена Легат, на здравје, на здравје. Во неговиот семеен дом, во оваа топлина и љубов што ја дава со неговата сопруга Ирена, тоа ретко каде може да се доживе. И но она е одговорна секогаш за убавите ружи во нивниот дом. Нема трпеза каде што нема прекрасни ружи во секој агол и овошјето од нивниот двор. Сето тоа го произведуваат сами. Денеска му е роден ден на Исток Легат. Ајде сега да уживаме во ова јадење. Што треба и како треба со ова јадење? Што препорачуваш? Pa čujte, ovako, to je jedno lagano jelo i nije teško i pošto je sad danas ovakav praznik, ja preporučujem da uz to jelo popijemo jedan dobar šampanjac. Šampanj, така. I to pravi šampanjac. Sad, prilika je ta da imamo i ovo za hlađenje, ova kesa, ovo se zamrzne, onda se ovo stavi lijepo unutra i bude hladno. O, super, namesto kibli, ne li? Kibli sa ledom, evo tu je baš pravi šampan, Le Krelt, Briant, to je nešto super, pa ćemo to da otvorimo pa da... Ке го отвориме така. Ovo jelo. Така? Ова се служи како предјадење или главно јадење Ja може sam да sad to биде? napravio kao glavno jelo, jer je malo više toga. Ne? Taka. To bi bilo za predjelu bi bilo previše. Ne? Така? Tako. Браво. Значи, Пријатно. Хвала. На здравје и на тебе. О, мајко моја, колку е ова добро. Ох, колку е добро. Vidi se da su baš one friške školjke, da nisu došle iz ne znam di. Da su iz ovog našeg Piranskog zaljeva. Значи, токму имаме чест да јадеме такви школки од Пиранскиот залив. Леле, колку е вкусно. Колку е ова вкусно. Има многу градови на светот што се многу убави и прекрасни и што уживаме во тие градови. Заради амбиентот, заради некои атракции и така натаму. Порторош е прекрасен, но кога ќе ги запознаете легатови, ќе го засакате Порторош поради нив. Поради нивното срце, поради нивната топлина и љубовта што ќе ви ја дадат. Јас сега наздравувам за здравје и живот на Ирена и Исток Легат, вечни доживотни наши пријатели. На здравје!